Иако законскиот рок за откуп на тутунот завршува на крајот од февруари, веќе се откупени околу 90% од лани произведениот род. Годинава тутунот е со одличен квалитет, велат тутунарите, но она што ги фрапира се откупените количини кои досега изнесуваат над 23 милиони килограми и се високо над сите претходни предвидувања од најмногу 20 милиони килограми тутун. Сомнежите се дека отсуството на класи и ценењето без никакви одбитоци си го земаат својот данок на штета на вистински квалитетниот тутун. Таа бројка е добијана од влажни тутуни, од неодбивање на калото, на самите картони, сето тоа си ја донесе таа бројка на произведен тутун. Не е коректно, меѓутоа тој начин на откуп го наметна самите откупувачи. Ние сме за да се смени начинот на проценка на воиднина, за да не дојде до ваква анархија на купување на тутун, да се воведе класи, да се зголема цените и да биде реална проценката на тутуно, да биде задоволни и тутунопроизводителите, меѓутоа и фирмите кои го купуваат тутун. Покрај сомнежите дека во некои од картоните, освен неквалитетен тутун, има и песок за да натежне, меѓу тутунарите се шпекулира дека во земјава се откупувал дури и увезен тутун. Но од Сојузот уверуваат дека тие немаат никакви докази за такво нешто, исто како што и не се сигурни за шпекулациите дека некои од откупните компании еднаш откупениот тутун по неколку дена пак им го враќале на одредени тутунари. Од нас, значи, никој не побарал да интервенираме за овие вратените, меѓутоа дојдено и до нас шпекулација, вистина е дека дел од купените тутуни се враќа. Понатака, што се прави со тие тутуни, не знаеме. Инаку, во пресрет на новата производна реколта, минатата недела на иницијатива на ресорниот министер, формирано е работно тело со представници од Сојузот на тутунски здруженија и од сите откупувачи, со цел на времено утврдување на начините на склучување на новите договори и договарање на откупните цени. Тутунарите велат дека мора да се стави ред во проценката на тутунот, каде главен критериум ќе биде квалитетот на родот и согласно тоа истиот и да се вреднува.